Повелите ми. Ето го слика, да. Најубаво кафе во живот што имаш пиен. Затоа што имаме специјален мајстор за таа работа. Тоа ние го знаеме као Тони Монтана. Гледам дека пиете макијато со цимет. Зошто со цимет? Со цимет почнав од скоро на препорака на господинот што беше пред малку. Вели дека му дава посебен шмек на кафето и вистина. Значи макијато пием од кога знам за себе, затоа што не можам чисто да го пием кафето, мора да има малку и млеко. Од кога сум председател станувам подоцна, бидејќи многу доцна легнувам. Легнам 2-3 по полноќ, а станувам околу 8. Дали вежбата? Многу малку. Знаеш, ја бев како сите пубертетли па и предходно, уште некаде во основно училиште, се занесувавме дека можеме да станеме за 2-3 месеци развиени као тоа време Арнолд Шварценегер беше идол на сите. Меѓутоа, кога сватив дека немам никакви физички предиспозиции за тоа, се ориентирав само на рекреативно вежбање. Главниот блес. Како го поминувате вие слободното време? Па ова што ти го кажуваш мирно е тив кој е убаво, ја не го гледам најчесто. Ја сум натрема со станоци со колеги, многу ретко на влез и на излез, ама со мислите сум за агендата што ми е тој ден. Одам во Охрид, таму постои една вила. Таму можам да кажам дека уживам повеќе, тие 2 дена, а овде не. За жал не. Ете, кога би имале одмор, каде би оделе? Каде би избегале? Приватно, пред да бидам председател, одевме низ Европа и најчесто одевме до Италија. Сме били на други места, меѓутоа најчесто Италија и најчесто северна Италија. Зошто? Па затоа што некако ми е најблиска таа естетика и мене и на сопругата. Може би те интересираат слободно за 2 збора за гардисти. Кога доаѓаат дечки дека помлади, ја им правам што, за вика мај се може да го скокоткаш, он не сме да се смее. Или она. Среќно, дечки. Океј, ајде малце да напрошетате во другиот дел. Инаку еве да знаеш еден момент кој ти не го забележуваш, бидејќи не работиш тука и не си председател, доаѓаат на смена гардистиве. И бидејќи јас сум сега врховен командант, он во истиот момент застанува и се од мене бара дозвола да дојде да ги замени овие двајца што се тука. Сега ќе му дам дозвола да. Колега, можете. Повелете. Зашто ме тргнаа они на смена, им доаѓа времето за смена, а ме виде мене и застана и чека се да му дам друга команда. Те биле на кафе, ме интересира. Надвор? Да. Одам, меѓутоа, принцип ми е да одам на кафе со пријатели кои ги знам Спонтано. Одамна, сабот или недела. Никогаш не одам у работни денови, зашто знаеш како нашиот народ каже, а овој за шо го биравме, за да пие кафиња по кафан или преку ден. Имате околу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пенкала, вау. Дали сите ги користите? Никогаш не ги користам, само со овие пишувам. Че може да е чудно, овие се обични, само со овие пишувам, гаш. Ова се претпоставувам вашите визит карти. Инаку интересно, ако ти интересира, немам визит карти. Ова ретко го има у некој кабинет, тоа се капки за очи. Бидејќи многу читам и у текот на денот пробам. Кој е вашиот омилен парфем и како мириса председателот? Сабајлево Живанши. Само интересира дали ја следите модата или сте повеќе кежуал, класичен маж? Овде, како председател, морам да бидам формален. Меѓутоа, во делот на таа мода што ја рекуваш, имаме една голема помош од сопругата. И таа често пати знае да ми каже, кај го облече, ова не е за тебе. Секогаш сте имали иста фризура и ме интересира, имате свој бербер или дали е истиот пред да дојдете на функција? Еден е берберот, но ако нешто затреба, зборувам за брзи интервенции, тука сопругата улетува. Нешто да скрати лево-десно пред излегување од дома. Супер. Кажете ми, предпочитате да читате или да гледате некој филм? Од кого добивате препораки? Предпочитам да читам, филмови ретко гледам. Последниот филм кој сум го гледал, на инсистирање на син ми, која таа генерација која следи филмови, и ги даунлодира од оние или од овие сајтови, да не одам понатаму, и Опенхаймер. И ја замерка ми е дека е многу долг. Скоро бев да погледнем една представа на целиот ансамбл на маната фактички, и тамо на еден од главните глумци кој го знам одамна,
Становски му реков, многу трајле, 3,5 сата. Тоа е се една пауза до душа. Да. Меѓутоа преубава е представата. Мене персонално ми оставате впечаток на тип што слуша рок музика. 74-та година прв пат сум бил на рок концерт во живот. На градски стадион, тоа е концерт на Биело дугме у таа време. И ја знам дека замолив учителката, да ја бев 4-5 одделение, да ме пушти, втора смена бевме за да стигнам. Има два концерта, на првиот да стигнам. И бев, тоа е една од споредните трибини, пошто немав пари за главните, и ги гледав многу оддалеку. Ама како однат годините, повеќе сакам помирна, потивка музика. Сакам кој ќе те прашаат која песна можеш да издвоиш, која ти е. Да. Али ја мислам дека една од вонвременските хитови е Хотел Калифорнија на Иглси. Барем за мене. Класика. Председателя, што мислите за иднината? Јас сум најмногу загрижен за иселувањето на младите од државава. Затоа што без млади овдека нема да има ни добра рок музика, нема да има добра забава. Најкреативниот, најдинамичниот елемент, момент, компонента на нашето општество, на секое општество се младите. Ви се заблагодарувам многу, имам голема почит кон вас. Фала што дојдовте, ја мислам дека ќе биде интересно за вашата публика. Да, и се враќаме назад на работа. Вие на вашата работа, Секој на и јас својата на мојата работа. Така. Пријатно. Така, благодарам. Јас сум Стево Пендаровски, а вие читајте Слободен печат.